За да не им се урне куќата, двочленото семејство Димевски од Прилеп веќе 15 години буквално секој ден мораат со кофи да ја црпат водата која што извира во нивниот подрум. Не знаат од каде доаѓа, но се сомневаат дека е од околната фекална канализација. Проблемот го пројавувале секаде, но ниту една институција не сакала досега да им помогне. Од ноќој станувам, до ноќој до 12, еве го корито пак езеро. Ајде ова, каква е ова? Луѓе сме ние, шо сме должни? Шо сме должни за нивната одговорност? А? Рада и незината ќерка живеат секој ден во страв. Цела куќа се крепи на само еден метален столб, а и него веќе започнала да го разјадува рѓата поради постојаната влага. Види ја водата кајчичи, еве, бразди јас плам биро вика да ја црпам, па не е гребота. Види го до каде е бетоно, еве го, стио е влага, догоре качена. Се ни скапа, кујчата ќе падни. Види, сето е душемето од таја вода, од таја влага. Поради влагата, лани им скапали дел од тутунот. Овај гној кој го сака, ајде, кажи. Еве, кажи, овај тутун кој му треба, изгоревме, бадијала маката. Последно испратиле и представка до народниот правобранител дека институциите не им помагаат. Од ЈКП Водовод и канализација вела дека проблемот не е до нивната канализациона или водоводна мрежа, затоа што сите околни цевки ги испитале и од никаде не течела вода. Дури Водовод извршил и поправање на дефект на канализацијата во блиската зграда на АВРМ, што не е надлежност на ова јавно предпријатие, само за да се отфрлат сомнежите дека може и оттаму да доаѓаат фекалии. Димевски пак очајно бараат помош, затоа што доколку некој не помогне и за брзо не се открие од каде доаѓа оваа вода, нивната куќа може да се урне во секој момент, а во најлош случај може и да загине некој.